Македонците во Албанија ја делеле судбината на Македонија и македонскиот народ, кој со поделбата од 1913 година била поделена од Србија, Бугарија и Грција, а подоцна со формирањето на албанската држава, делови од етничката територија на Македонија потпаднале под Албанија. Проблемот на македонците започнува кон почетокот на 20 век со создавањето на албанската држава. Нејзиното создавање било проследено со бројни дипломатски преписки и игри меѓу големите сили и балканските држави. Така во 1920 година, со исправките на границата меѓу Грција и Албанија, на Албанија му се отстапени 14 села, од кои 9 села од Мала Преспа, кој од 1913 година влегува во Леринската околија во Грција, и селото Врбник, кој од 1913 година влегуваше во Костурската околија на Грција. Слични исправки беа извршени и во 1925 година меѓу Албанија и Кралството на србите, хрватите и словенците. Тогаш манастирот Свети Наум на брегот на Охридското езеро, Албанија му го отстапи на Кралството на србите, хрватите и словените. Додека Албанија за возврат доби 25 села во областа Голо Брдо. Македонците во Албанија ги населуваат областите Мала Преспа, Голо Брдо, Гора, Поле и Долни Дебар и неколку села во околијата на Корча, Поградец и Билишта. Во Албанија има вкупно 42 села населени со македонско население. Освен селата, македонците се сконцентрирани во градовите Тирана, Драч, Елбасан, Берат, Либрашт, Кукс, Корча, Поградец, Белишта, Валона, Фиер, Патос и Каваја. Нивното постоење како македонско малцинство никогаш не било признаено од страна на албанската држава, освен македонците во Мала Преспа кои се единствени кои имаат минимални малцински права. Политиката на албанската држава водела кон инселување на македонците од нивните вековни огништа, што довело до опустошување и промена на етничкиот состав на населението во овие области. Важно е да се истакне фактот дека Албанија во 1921 година, во периодот на нејзиниот пример во Друштво на народите, презеде низа ригорозни и прецизни обврски за заштита на малцинските групи во рамките на своите политички граници. И тоа преку едностранни декларации и примени како кондицио sine qua non во Друштво на народите, по завршувањето на Втората светска војна и конституирањето на Народна република Македонија како федерална единка во рамките на Југословенската федерација, сите активности се остваруваат на релација Албанија-СФРЈ-СРМ. Положбата на македонскиот народ кој како малцинство живее во Албанија може да се подели на неколку фази. Прва фаза која опфаќа период од создавањето на албанската држава до крајот на Втората светска војна, не се признати правата на македонците. Во тој период е вршена асимилација и се албанизираат македонските топоними во селата и е забрането да се говори македонскиот јазик. Во школите се учело на албански јазик. По завршување на Втората светска војна, во периодот од 1945 до 1948 година, кога Албанија имала добри односи со ФНРЈ, се признава македонско малцинство. Тогаш се отворени школи во Мала Преспа, Голо Брдо и селото Врбник, каде се учело на македонски јазик. Тогаш во овие места доаѓаат учители од Македонија и предаваат на македонски јазик до 4-то деление. Според искажувањата на еден од тие учители, Тоди Јовановски, во 1945 година биле формирани 13 македонски училишта во Албанија, во 13 села во кои живееле чисто македонско население. Работата на учителите што биле дојдени од Народна република Македонија се одвивала нормално, бидејќи нивната дејност била помогната од албанската влада. По резолуцијата на Информбирото, македонците во Албанија ја изгубија својата културна автономија. Учителите од Македонија се протерани, освен Никола Беровски, кој останал да живее во Албанија. Само во Мала Преспа и по 1948 година школите на македонски јазик продолжија со работа. На македонското малцинство му се земени сите права, освен моделот на Мала Преспа, и во овој период продолжи процесот на асимилација со менување на имињата и преземињата и се албанизираат македонските топонимии, вршено е преселување на македонското малцинство. Било забрането било каков контакт со Македонија. Не можеше да се напуштат местата каде што живеат без одобрение на локалната полиција. Посебно голем бил притисокот спрема македонците муслимани, кои се подложени на интензивен процес на асимилација. Големата изолираност на Албанија која резултирала со забрана излегување и влегување во земјите на роднини и блиски на македонското национално малцинство, резултирало со интензивен процес на асимилација кој подоцна ќе послужи на Албанија во официјалното толкување на малцинската политика и статистика. Систематското задушување на националниот идентитет на своите граѓани со различно потекло, јазик и култура, Албанија го подигна на ранг на државен проект. Укинувањето на училишта на малцински јазици, систематско и планско раселување на неалбанското население ширум земјата, формирање на специјални резервати и слично, било само некои од познатите мерки на албанската политика на внатрешен план.
Процесот на програмирана денационализација во Албанија плански и функционално се одвива по зацртани линии од 1948 година, па се до поново време со непрекинат континуитет. По презентирањето на Југословенската бела книга во Обединетите нации во 60-те години настапиот вториот бран на обесправување на македонско национално малцинство во Албанија. Отворен е процес на систематска албанизација кој ги содржа националните, етничките, културните и другите права. Припадниците на малцинствата биле лишени од можноста да комуницираат на каков било начин со своите матици. Во албанските средства за информирање постојано се објавувале текстови во кои тенденциозно се прикажувала правата и положбата на албанскиот народ во Југославија. Оригинални бисери на албанската државна политика, како фамозните декрети, декретот за укинување на религијата од 1968 година и декретот за промена на несоодветните имиња и презимиња од 1966 година, со кои родителите се одврзуваат на своите деца да им стават современи и револуционерни илирски имиња, се само доказ повеќе за тоа, дека по секоја цена се барал начин за насилна албанизација на се што нема албански народен корен. Познато е дека црквата секогаш било центар на образование и заштита на националниот идентитет, па според тоа и овој акт е ставен во асимилаторска функција. Третиот асимилаторски бран на македонското национално малцинство во Албанија започнува со донесувањето на Уставот на Народна република Албанија во 1976 година. На него, како што се истакнува, се споменуваат националните малцинства на кои им се гарантира заштитата и развојот на културата и народните традиции, употреба на мајчин јазик и неговото изучување во училиштата. Во тој период доаѓа до подобрување на меѓудржавните односи, интензивна меѓусебна соработка меѓу Југославија, СРМ и Албанија. Во сето ова се манифестира една диспорција и прокламирано и реално оствареното, што дава право повторно да се зборува за смислена асимилаторска политика, бидејќи ниту еден од претходните донесени декрети не бил тргнат од сила, туку продолжила нивната примена. Првото јавно албанско признавање на македонското национално малцинство во Албанија потекнува од 1976 година, и тоа по дипломатски пат, кога амбасадорот на Албанија во писмо до УНЕСКО изјавил дека во Народна република Албанија постои македонско национално малцинство. По смртта на Енвер Хоџа во април 1985 година дојде до обновување на црквите и џамиите во Албанија, како културни споменици и туристички знаменитости. Албанија постепено ги отвори границите за посетителите во и од Албанија, со што припадниците на националните малцинства можат да ги примат и да одат во посета во соседните земји. По промената на општествениот политички систем и отворање на дотогаш најизолираната земја во светот, и припадниците на македонското малцинство има можност да ги обноват контактите со своите роднини и пријатели во Република Македонија. Од 1991 година, кога Албанија се отвори кон светот и започнуваат новите процеси на демократизација, се создадоа поволни услови за организирање и действување на македонците во Албанија, особено во поглед на зачувувањето на националниот и верскиот идентитет, огледување на националната култура и традиција. И покрај бројните тешкоти од некои официјални државни и политички органи, македонското национално малцинство започнува да се организира и обединува во неколку политички, општествени, културни и други друштва и организации. Првата организација на македонците во Република Албанија формирана е на 3 април 1991 година во селото Пустец. Македонците во Мала Преспа ја формира Организацијата за правата на македонците во Албанија, Друштво Преспа. Веднаш потоа следи анимирањето на македонските права низ целата територија на Република Албанија. Во јули 1991 година во градот Тирана формирано е политичко друштво Братство. Друштвото Гора, кое што ги обединува македонците во Северна Албанија, во областа Гора и градот Кукс, формирано во мај 1992 година во градот Кукс. Политичкото друштво Мир, што ги обединува македонците во градот Тирана и областа Голо Брдо, формирано е на 28 март 1993 година во градот Тирана. За македонците од егејскиот дел на Македонија на 29 јуни 2000 година во селото Врбник формирано е македонско егејско друштво МЕД. Во март 2002 година сите друштва на македонците во Албанија донесе одлука за формирање на заедница на македонците во Албанија. Во периодот 1995-2011 година во Албанија се регистрирани и неколку фондации, како што се Фондацијата Никола Беровски, Фондацијата Стерео Спасе, Центарот за етнички истражувања во Тирана, Организација на жените македонки од Преспа, Корча и Тирана. Сите овие друштва на различни начини се обидуваат да ги зачувуваат и огледуваат најбитните белези на својата национална припадност, културата, обичаите, традициите, јазикот, фолклорот и други, и континуирано ја подигаат свеста за посебниот македонски идентитет и во тоа имаат значајни постигања. Пристапот до јавните медиуми во Албанија за етничките македонци е отежнат.
Никош не постоела телевизиска програма на македонски јазик на државна телевизија во Албанија. Радио Корча 3 пати неделно емитува вести на македонски јазик. Содржината на емитуваната програма е вести од Македонија, од Албанија и од светот, како и македонски песни и орам. На 8 ноември 2002 година во Пустец беше отворено првото радио на македонски јазик за македонците во Албанија. Ова радио емитуваше програма на македонски јазик во временски период од 7 часот наутро до 8 часот навечер, а од самиот почеток му се законуваше пропуст поради финансиски проблем и во 2005 престанува со програма. Во последните 10 години македонските здруженија за човекови права издава вестници на македонски јазик. Од 1992 година до денес нередовно излегува вестникот Преспа, а во 1992-1993 година се печатеше вестникот Мир. Во градовите Поградец, Либрш и Тирана се одржувани курсови по македонски јазик, отворени се македонски библиотеки во Мала Преспа, Голо Брдо и Тирана. Од 2000 година во Мала Преспа се одржува македонскиот фолклорен фестивал на македонците во Албанија со учество на фолклорни групи од сите делови каде што живеат македонците во Албанија. Исто така македонските друштва за стварување на своите права соработуваат и со другите националности во Албанија. Редовно за положбата и правата на македонското малцинство се известуваат и европските структури. Воспоставена е редовна комуникација со Советот на Европа, со амбасадорите на Советот на Европа и на ОПСЕ во Тирана, многу пати е реагирање кај дипломатскиот кор во Албанија. Македонци континуирано притискаат да се остварат нивните барања, тоа го документираат и актуализираат. Треба да се знае дека албанското општество и албанската политичка администрација се крути. Тие ги сослушуваат барањата на македонците, ветуваат, но никогаш не ги решаваат натрупаните македонски национални проблеми. Тие не сакаат да го отворат малцинското прашање, тоа е на стара стратегија која со години се применува. Периодот од 1991 година наваму за националните малцинства беше период на политичка борба во докажувањето на авторитетот на власта од една страна и докажувањето на легитимноста на барањата за формирање на политички партии на малцинствата од друга страна. Таа борба беше тешка бидејќи одредени барања на националните малцинства анблок беа одбивани. Надежда се јави кога беше донесен новиот закон за политички партии кој влезе во сила на 17 февруари 2000 година, а истовремено ја укина одредбата за забрана на основање политички партии врз етничка основа. Македонско национално малцинство тогаш беше политички неорганизирано или поточно кажано действуваше политички зад превозот на здружување заради заштита на правата на македонците во Албанија. Искористувајќи ја можност за формирање на партија на етничка основа за едницата на македонците во Албанија, Политичкото друштво Мир од Тирана, Организацијата за правата на македонците во Албанија, Друштво Преспа од Пустец, Македонско гејското друштво Мет од Врмик и Друштво Гора од Кукс на 8.6.2005 година во Тирана ја регистрира првата партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција. Според програмската платформа на партијата, Македонска алијанса за европска интеграција е политичка партија на сите македонци кои живеат во целата територија на Албанија, без разлика на вера, подрачје, култура, економија и социјален состав. Основна цел на оваа партија е зачувување на правата, социјалните, политички и етнокултурни интереси на сите државјани на Албанија кои по национално се македонци, кои се идентификуваат преку мечиниот македонски јазик, преку обичаите и традициите наследени и зачувани со векови. Партијата Македонска алијанса за европска интеграција учествуваше на локалните избори кои што се одржаа на 18 февруари 2007 година со кандидат за градоначелник во општина Пустец, каде за прв пат во историјата на Албанија македонците учествуваа со своја политичка партија и успеа да победи кандидатот за градоначелник на Македонска алијанса за европска интеграција Едмон Темелко и македонската партија успеа да освои мнозинство од советниците на општината. Во текот на овој период од победата на Македонска алијанса во општина Пустец се преземени конкретни мерки кои што одат во прилог на зачувување на македонскиот идентитет. Македонскиот јазик се употребува како втор службен јазик покрај албанскиот. Советот на општината има донесено неколку одлуки за враќање на македонските имиња на селата на Мала Преспа кои што се албанизирани во периодот на Ахмед Зогу и Енвер Хоџа. Исто така поднесена и петиција до парламентот на Албанија за враќање на македонските топонимии. Именувани се улиците и плоштадите на општина Пустец со имиња на личности кои што оставиле белег во историјата на македонскиот народ, како Филип II, Александар Македонски, цар Самуил, Гоце Делчев, Јане Сандански и други. Донесена е одлука на Советот на општината и е поставена патна сигнализација на територијата на општината на 3 јазици – македонски, албански и англиски. Општината почна да ги празнува позначајните датуми на македонската историја како 24 мај, денот на сесловенските просветители, 2 август, 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, каде новија прослави земат учество македонци од сите делови на Албанија.
Исто така, општината ја презеде одговорноста за организирање на Македонскиот фолклорен фестивал. Од 2008 година започна да се одржува Македонско културно лето, каде гостуваат театри и уметници од Македонија. На 24 февруари 2008 година, спроти самитот во Букурешт, македонците во Албанија одржаа митинг во Пустец, каде изразија поддршка и солидарност со македонскиот народ во Македонија за неменување на уставното име на Македонија, бидејќи тоа име му припаѓа на целиот македонски народ каде и да се наоѓа. На локалните избори кои што се одржаа на 8 мај 2011 година, Македонската алијанса настапи со двајца кандидати за градоначалници во општина Пустец и во Голо Брдо, општина Требиште. Во општина Пустец победи повторно кандидатот од Македонска алијанса Едмон Темелко, додека кандидатот на Македонска алијанса за Голо Брдо Едмон Османи изгуби за 20 гласа. Исто така Македонската алијанса освои 11 советници во повеќе општини низ Албанија. Моментално во Албанија се одржува попис на населението кој македонците заедно со другите малцинства го бойкотираат, бидејќи албанските власти со мерки од комунистичкиот период организираат попис со кој сакаат да докажат дека Албанија не е мултиетничка држава. Благодарам.